Кога во нокаут фазата во ракометната лига на шампионите останат 3 германски тимови, од кои едниот има македонски противник. Веројатно последно што очекувате е среде Скопје да видите 30 германци со македонски знаменца. Чудно, но не и невозможно. 30 германски сватови викендов дојдоа во Скопје по невеста, а завршија на надпреварот помеѓу Металург и Дански Колдинг. Невестата е Славица Наумовска. Поново? Исто. Он го зема моето презиме. Стварно? Да. Што така? Тешко го наговорили? Не, воопшто, тоа беше негова желба, така што така се одлучи. Тој е зетот. Името му е Андреас, а презимето некогаш Шаршух од Саботата навака Наумовски. Љубовта кон Славица и убавините со кои Македонија го освоила биле пресудни да земе презиме на ски. Yes, I'm in Macedonia. Што научи македонски прво? Was kannst du auf Mazedonisch sagen? Zdravo, hvala, dobar den, dobra noć, dobra već, kako si, dobro. Како е Македонија? Каква е? Wie gefällt dir Mazedonien? Very good, very good. I love the country, the people are very nice and I love Metalurg and very good, yeah. Macedonia is very great country. Се знаат 7 години, од кои 2 се во врска. И покрај бројните заеднички хобија ја делат и љубовта кон спортот. Доказ, ден по свадбата се уште мамурните сватови ги седнаа на трибина. Значи, редовно следам ракомет и вчера ни беше свадбата, вчера играше Вардар со Хамбург, ќе беше исто интересно да се види, меѓутоа многу почесто одам на Металург и видовме дека денес имаме слободно време и ми предложив да дојдеме на утакмица, сите беа тотално фасцинирани, немаше проблем со наговарање или нешто слично, ги најдовме картите и сега сме тука. Great. More better than I thought. I heard it would be a great game and a huge environment, very nice people and a lot of fun. That's why we're here. How was the wedding yesterday? Do you still have voice to cheer? The voice is okay, but I'm not that fit in the head. Рекоа и се препуштија на плаво-белата еуфорија. Еуфоричната увертира наговести борбен и тензичен дуел, во кој металурзите го дадоа и последниот атом енергија. Момците на Лино одиграа надпревар за мерак и ја креваа на нозе цела сала, од првата до последната минута. Кошкањето на крајот остана во сенка на повредата на Георгиевски, 13 голови на Вугринец, загризот на Станич и конечните 23-17 на семафорот. Mi smo već postigli veoma velik uspeh što smo ušli u osminu finala i naravno dobili veoma teškog protivnika i danas se borili ko lavovi. Sami ste vidjeli da do zadnje minute je bilo veoma teško i naravno imamo sad 6 golova prednosti što ništa ne znači. Sad moramo, pošto smo, ja mislim da smo svi dali zadnju kap krvi i atom snage, tako da moramo da odmorimo i to i tresne glave da idemo u Dansko i vidimo šta će da bude. It was a difficult game. We knew that before the game that we were coming to Skopje and the Metalurg have fantastic spectators who are making a really good atmosphere. It's a great hall, beautiful hall. 6 гола предност во реваншот не значат многу во оваа фаза. Јасно им е тоа и на червари на момците. Токму затоа внедела во Данска одново ќе треба да дадат се од себе. Влез во најдобрите 8 ќе значи нова доза национална радост за Македонија, а судејќи по овој инсерт и за дел од Германија. Бекстејдж, медиумски партнер на Металург.